Екипата на утринската програма Добро утро секое утро. Ова утро ги посети просториите на Tinker Labs кои што се наоѓаат во Тафталиџе. Разговараме со две прекрасни дами кои што се франшизерки на Tinker Labs. Веднаш до мене е Катерина Дуковска, франшизер на Tinker Labs овде во Тафталиџе, и Ирена Корубин, која што е мастер франшизер на Tinker Labs Македонија. Добро ви утро. Ви благодарам што ова утро не примивте ве овде кај вас. Tinker Labs се малку понови на македонскиот пазар овде кај нас. Би сакала за почеток да ни кажете од кога постоите, кои му се главните цели и активности. Здраво од мене, јас сум Ирена и веќе 4-та година го имам донеса на Tinker Labs во Македонија. Tinker Labs е интернационална франшиза од 2016 година, која што почнува да работи во Хрватска. Во моментот веќе е проширена на поголем дел од Балканот, со тенденција за проширување и во други континенти во светот, така да се работи за една глобална франшиза која што е во подем последните години. Следната година не е јубилеј од 10 години постоење, кај нас во Македонија, како што напоменав, 4-та година. Јас сум мастер франшизер во Македонија и меѓу другото имам своја франшиза која што ја водам локално во Капиште. Бидејќи франшизите функционираат на локално ниво, во еден град или во општина во тој град, конкретно во Скопје, бидејќи сме повеќе општини. Имаме неколку отворено франшизи во општините и плюс имаме простор за отворање на нови франшизи за сите оние кои што се заинтересирани и сакаат да работат собствен бизнис. Значи, ова е на територијата на цела Македонија. Катерина, вие сте овде главна во Карпош, да. Во Карпош, или јас, како што кажа, поточно во Тафталиџе се наоѓате. Ајде да ни кажете малку што значи Tinker Labs. Значи, ова е наменето за деца, од која до која возраст и како изгледа еден час или еден ден поминат кај вас во Tinker Labs? Ова е франшиза по STEM методологија. Програмата е направена по STEM методологија, се опфаќа дечиња од 3 години до 14 години, но ние имаме ученици од 2,5 години, кои што многу убаво се вклопуваат во програмата. Секоја програма, во зависност од возраста, е адаптирана според возраста на детето. Имаме најразлични програми од Tinker Garden, најмалечките, до Tinker World Plus, најголемите за проширување на знаењето. По STEM методологија тие се запознаваат на практичен, креативен начин со наука, инженерство, уметност, математика, музика. Сите часови се одвиваат со опити, со експерименти практично, каде што детето се запознава со темата на часот преку практична работа. Да биде за него конкретно, опипливо, да го види, да го разбере суштински, не само теорија или па некој видеоклип на телевизија. Сега кажавте дека е наменето за деца од 3, така? До 14 години. Како изгледа еден час? Колку е време траенски, колку време трае и колку пати неделно се среќавате овде во овие простори? Часовите траат од 60 до 70 минути, еднаш во неделата. Дечињата доаѓаат на самиот почеток, секој час е различен, имаме во секоја програма 40 различни теми, секој час дечињата изучуваат тема од различна програма. Значи, изборуваме, едниот час е математика, другиот е инженерство, третиот е архитектура, четвртиот е геологија, не се поврзани како училишните програми, но ги опфаќаат апсолутно сите теми кои што на децата им се интересни, се воведуваат во нешто каде што се пронаоѓаат, секој дете има различни интереси, се пронаѓа, понатаму од овде може да излезат нови физичари, хемичари, математичари, доктори, точно. Групите ви се составени обично од колку дечиња, бидејќи е од 3 до 14, како се тоа по години и отприлика колку најмногу може да биде дечиња во една група? Бројот на дечиња е до 10 максимум, поделени се во 7 групи од последната година, значи од 2025 година функционира, или 24-та имаме новата програма Tinker Garden за најмалите дечиња,
тие се 2-3 годишни дечиња кои што е практично да доаѓаат со родители на часовите заради тоа што не се доволно возрасни за да може сами да ги изработуваат работите кои што се учат на часовите, па потребна е малку помош од родителот и секако наставничката е тука за да може да ги води. Кате ни најубаво го знае тоа затоа што има убава развиена програма Tinkergarten која што е да кажам полна, колку 7-8 дечиња и супер функционира. Тоа се часови кои што навистина бараат многу подготовка и изработка и каде што бара ангажман и родител да биде присутен со детето за да може тоа најдобро детето да го научи да го осознае. Другите програми ни се поделени Tinker Plus, Tinker Plus и Tinker World Plus. Значи имаме 4 основни и 4 продолжителни програми, тоест 3 основни со 3 продолжителни програми. Tinkergarten е една за најмалите која што нема продолжителна програма, часовите како што кажа 60 до 70 минути еднаш седмично и гледаме да се максимум 10 дечиња. По принципи нема повеќе, кај нас се уште е една од поновите франшизи и треба време за да може да го достигнеме и тој број на дечиња, да може толку многу да бидат полни групите и да може да добијат дечињата нели полн фонд. Кате, вие сте главна за Tinkergarten, како што кажа Ирена. Ајде да објасниме овдека дечињата доаѓаат заедно во присуство на родител и како изгледа тоа и каков е интересот воопшто за Tinkerlabs? За таа програма, тоа е една многу специфична и една од поубавите програми. Прво, подготовката за часот е многу бара време и многу подготовка има околу материјалите, затоа што тие дечиња не читаат. На нив им треба се да биде визуелно, опипливо. Таа програма е многу специфична со тоа што на таа возраст дечињата го осознаваат имаат еден скок во развој, каде што го осознаваат светот на еден поинаков начин. Развиваат моторика, ги развиваат сетилата, зборуваме за сетилна сензорика, развиваат координација. Едно дете од 3 годишна возраст излегува на крајот на часот и точно знае дека земјата е најголемиот магнет и точно знае да го изговори зборот гравитација. Меѓувреме на часот се случувало скокање, трчање, рипање, објаснување, сечење, лепење, во исто време заедно со родителот, каде што поминуваат многу убаво квалитетно време, создаваат толку убави спомени и дечињата меѓу себе се дружат. Овие другиве, Ирена, продолжителни програми што ги кажавте, како функционираат? Значи вака, другите програми TOTS Plus, Town Plus и World Plus, тоа се за малку поголеми дечиња, значи сека програма опфаќа да речеме 4 до 5-6 години, па потоа Townси ни се прва, втора линија, World малце поголеми 8-9 години, таму динамиката е малку поразлична, до оваа со малите дечиња. По принцип часовите се STEM едукација еднакво, значи се учи исто како и кај помалите, така и поголемите, со тоа што секако поголемите се да кажам веќе нели со повеќе знаење, па часовите тамо се поинтересни затоа што има повеќе интеракција помеѓу наставникот и дечињата. Кај нас сертифицирани наставниците кои што ги држат сите тие часови во Tinkerlabs, без разлика во кој центар. На крај дечињата не само што се здобиваат со знаење, туку добиваат и интернационална диплома која што може да искористат и подалеку, значи не само тука, секако им користи за кај нас за понатаму во школувањето. Меѓу другото, едукацијата во Tinkerlabs е во линија со школскиот систем. Тоа значи дека ако едно дете во училиште има час за агрегатни состојби и ако тамо нема прилика да се запознае со сувиот мраз, тогаш на нашите часови децата не само што тековно ја учат теоретската агрегатна состојба, учат и како тоа изгледа и како тоа се добива, да речеме, од тврда во течна или во агрегатна состојба и истото теоретски што ќе го научат во училиште, го повторуваат кај нас и плюс практично можат да го направат, да го видат и да го пробаат на еден начин. Така да тоа е една избалансирана, да кажеме, теоретско-практична настава, која што е интересна за децата. Имаме дечиња, имаме простор за уште поголем број на дечиња. Јас ќе кажам само еден статистички податок, бидејќи еднаш годишно заминувам на интернационалните конференции што ги одржува Tinkerlabs во Хрватска. Например, во една Србија, во една Хрватска, Босна и Херцеговина, просечен број на дечиња во еден Tinkerlabs центар е околу 60 до 70, што е сериозна бројка и е за пофалба. Ние на нашиот пазар не може да се пофалиме со толкова бројка на деца. Јас сметам дека свесноста се уште не е на некој високо ниво.
Меѓутоа, секако и нашиот пазар е помал и се надеваме и очекуваме во иднина дека ќе може да ги следиме нели тие, да кажам, тој пазар или тие очекувања дека може да дојде до некој таков број на дечиња во програмите кај нас. И секако до отворање на повеќе Tinker Labs центри, со тоа што имаме вкупно околу 150 на ниво на Балканот и пошироко. Кај нас во моментот 4-5 франшизи функционираат, со надеж дека ќе дојде до отворање на повеќе франшизи, ќе може дечињата и во другите градови, па и во другите општини, освен во тие неколку што сме, да може да имаат прилика да го посетат најблискиот Tinker Labs центар и да се запознаат со нашите програми. Споменавме за придобивките, навистина се многу бројни. Пред крај на разговорот, само да ни кажете како може да се пријават сите оние заинтересирани и франшизери, а и оние кои што сакаат да си ги донесат своите дечиња овде кај вас. Значи, ние имаме веб страна, имаме Instagram и Facebook страна, значи активни сме на социјалните мрежи, активни сме на сите сајми што се организираат годишно кај нас во Македонија. Телефон имаме службен, приватен, и јас како мастер франшизер сум секогаш отворена за соработка, за разговор за сите заинтересирани за нова франшиза или како и да е за упис на дечиња, значи тука сме еден тим од наставници. Така да телефоните ни се оставени, на социјалните мрежи имаме секако форма за пополнување за пријава на дечиња. Отворени сме преку целата година, од причина што пак ја кажам, Кате спомна дека не се врзани часовите, туку секој час е засебен и во било кое време кој да сака може да се приклучи и да продолжи да биде дел од нашите програми, така да лесно сме видливи и лесно може да се најдеме. Треба само еден клик на Google и тоа е тоа. Значи Tinker Labs на Instagram и на Facebook и излегуваат контактите. Ви благодарам многу и посакувам многу успешна работа, уште многу дечиња и уште многу франшизери, еве вака ширум Македонија, да ја промовираат оваа ваша програма. Ви благодарам. Благодариме многу на поканата и многу ни беше мило.